Враќање на довербата во судството преку работа без партиски притисоци и бизнис влијание е ветувањето кое го дадоа сите кандидати на денешното интервју за член на судскиот совет кој се предлага од собранието. Речиси сите како слабост и главна причина за пренатрупаноста со предмети го наведоа недостигот од кадар. Дел од кандидатите има и своји идеи како да се подобри состојбата. Со тоа што ќе ги вклучат и судските службеници со повеќе години искуство да бидат избрани како судии со една пократка академија, значи рок на академија, под менторство на истакнати судии, а со тоа што ќе го намалети бројот ќе го зголемат бројот на судиите, а ќе се намали бројот на нерешени предмети. Строго почитување на законот, без никакви влијанија и по изборот на суди и по принципот на меритократија и унапредувањето. Како најголемо проблем е изгубената доверба на граѓаните. На огласот по трет пат е пријавен и поранешниот владен повереник за градоначалник на Гостивар. На прашањето дали не смета дека тоа ќе има партиско влијание врз неговата работа, одговори дека нема законска пречка. Не, тоа е ноторен факт дека сум бил, но секој правник кој со правен јазик ќе го прочита член 12 став 5 Законот за судски совет, ќе дојде до заклучок дека тоа не е никаква пречка повод кандидатурата. За прв пат се бира член на судскиот совет што не е од редот на судиите по новиот закон што собранието го донесе на крај на минатата година. Клучната промена беше таа што прецизно се дефинираат критериумите за тоа кој може да биде истакнат правник и се воведе задолжителна јавна расправа при изборот. Токму ова ги охрабрило повеќето кандидати да се пријават. Барањето за утврдување на одговорност судијата може да го поднесе секој. Меѓутоа, првенствено тоа е нивна должност пред се на членовите на судскиот совет. Најмногу тие околу тоа треба да бидат загрижени. Ќе го давам све од себе да давам допринос и да има резултати. Судскиот систем во Македонија функционира воопшто. Придонесот мој како член на советот и апелирам и од тука треба да бидеме потранспарентни и во пренесувањето на информациите како се пренесуваат до публиката, бидејќи не треба со тенденција да се наруши довербата во судскиот систем. Испразнетото место доаѓа по истекот на вториот мандат во декември лани на членот на судски совет Селима Деми. Ова место е резервирано за припадниците на заедниците кои се над 20%. Критериумите во огласот беа кандидатите да бидат од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, на меѓународни судови и други истакнати правници. Не смеат да се кандидираат актуелни судии или обвинители, но и лица што се разрешени од функциите.